Одбраната денеска на денешното рочиште истакна два приговора, еден од суштински аспект и еден од процедурален аспект. Процедуралниот аспект беше во поглед на изнесените воведни говори од страна на јавниот обвинител, кој според одбраната сметаме дека е вон од рамките предвидени, односно вон од рамките на Законот за кривична постапка, односно одредбата од ставот 3 на членот 397, каде што обвинителството и одбраната, односно странките во постапката, имаат можност да изнесуваат на кои правни прашања ќе се осврнат, кои докази ќе ги понудат и така натаму, а како што бевме сведоци, обвинителството многу пошироко, надвор од законот и надвор од овој предмет имаше своји говори за кои што одбраната приговараше. Вториот приговор се однесува на надлежноста, тоа е суштествен приговор, се однесува на надлежноста на ова јавно обвинителство да постапува по овие два предмета. И нашата теза, односно тезата на одбраната е дека ова јавно обвинителство нема надлежност да постапува по овие предмети. Со оглед дека неговата стварна надлежност е ограничена по два основа, и тоа временски и за да ова обвинителство може да гони, мора да произлегува некакво кривично дело од содржината на незаконското следење на комуникациите. Со оглед дека обвинителството во овој предмет и во овие два предмета, кои што се споени, не понуди ниту еден доказ за својата надлежност, односно не достави ниту една снимка како што тоа го прави во сите други предмети, и тоа на општо задоволство на обвинителството, во оваа постапка ниту има, ниту може да понуди таков доказ, и поради тоа тоа не е надлежно да постапува по овој основ, односно по основот содржината од незаконското следење на комуникациите. Вториот основ по кој одбраната смета дека исто така е ненадлежно обвинителството е тоа што тоа според законот и членот 22 каде што е регулирана надлежноста на ова јавно обвинителство, стои дека незаконското следење на комуникациите кој може да биде гонет од страна на ова обвинителство е во периодот помеѓу 2008 и 2015. Значи никако во 2008 и никако после 31.12.2014 година. Овие два предмета, овој предмет со уништувањето на опремата, според обвинителството е кривично правен настан кој настанал во март месец 2015 година, така да и по едниот и по другиот основ обвинителството според одбраната нема надлежност да постапува, и тоа во понатамошниот тек на постапката ќе го истакнуваме и ќе го бараме и во сите инстанции ќе биде предочувано.